Агенцијата за храна и ветеринарство е управен орган, односно орган на државната управа, формирана на 1. јануари 2011 година. Низ изминативе 6 години ги остварува своите обврски кон граѓаните околу обезбедување и заштита на храната, односно се грижи за безбедноста на храната. Агенцијата обезбедува високо ниво на заштита на здравието и интересите на потрошувачите кога станува збор за безбедноста на храната. Но последниве години, а и од почетокот на оваа година, бевме сведоци на појава на одредени болести и кај пернатата живина и кај добитокот. Свинскиот грип, јазлестата кожа, но од почетокот на годинава повторно се соочивме со птичиот грип. Ова се темите за кои што ќе говориме во овие разговори со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Добро дојдовте во програмата на телевизија Утро. Добро ве најдов. Господин Поповски, како што веќе најавив од почетокот на годинава, се соочивме сите со повторна појава на птичиот грип кај живината. Состојба која што за среќа беше лоцирана на едно подрачје, меѓутоа ве алармираше и како агенција, но и останатите институции во земјава. Што е тоа што презедовте на стартот за да не дојде до ширење? Иако птиците летаат, па може да не се случи и пренесување на болеста. Болеста птичи грип или авиарна инфлуенца за прв пат во Република Македонија оваа година се појави на 27 јануари, беше детектирана. Појавата на птичиот грип беше во Струшко село Мороишта и очекувавме дека ќе се појави птичи грип, болеста птичи грип кај живината во Република Македонија, само беше прашање на време кога, бидејќи болеста веќе беше распространета во 16 европски држави и имаше силен замав во ширењето оваа година и изминатата година, затоа ние бевме и спремни и брзо ја детектиравме болеста. Впрочем, и во самото обкружување веќе беше и присутна болеста, како што во Србија, во Црна Гора, во Бугарија и во Грција имаше жариште, имаше појава на оваа болест и ние очекувавме само момент кога ќе ја детектираме и кај нас. Беше детектирана на 27 јануари, како што напоменав, и веднаш преземавме мерки за сузбивање на истата. Пред се би морал да напоменам тука дека бевме многу спремни и имавме ги елабориравме сите податоци кои ги добиваме од европските земји за движењето на болеста, ги преземавме навремено сите мерки за следење на болеста и активни и пасивни мерки, тоа се активен мониторинг и пасивен мониторинг на болеста кои ги спроведувавме изминатата и претходната година со цел да докажеме отсуство на оваа болест на Република Македонија. И ете во село Мороишта е потврден вирусот на птичи грип во едно домакинство кај живината, бидејќи претходно имаше угинати две кокошки кои ни дадоа сомнеж дека е појавена болеста таму според клиничката слика исто што има живината. Веднаш се зема примероци за анализа, се однесува на Факултетот за ветеринарна медицина, каде што беше потврден вирусот H5N8. Тој е високопатоген вирус на птичиот грип, има и нископатогени соеви на вирус. Тоа се однесува, кога зборувам високопатоген, се однесува на големо влијание врз живината, врз здравието, тоест врз морталитетот на самата живина и врз ширењето на самата болест кај живината. При тоа, веднаш го повикавме Националниот центар за контрола на болести, каде што учествуваат 15 релевантни институции од државните институции, министерства, институти, факултети и така натаму, комори, ветеринарната комора, и во тој домен ние ги координиравме активностите која институција што треба да преземе во одреден момент. Иако и претходно имавме подготвителни активности, истиот Национален центар за контрола на болести беше повикан и пред појава на болеста, кога ние веќе увидовме дека можно е веројатноста за појава на болеста во Република Македонија голема.
да го повикаме и да се координираме пред појавата. Но со самата појава веќе ги делегиравме и сите задолженија кон сите институции, соодветно нивните надлежности, за да можеме да реагираме веднаш и да можеме да сузбиеме оваа болест опасна кај живината. Овој сој на вирус не е зооноза, значи не се пренесува на луѓето, не представува, не предизвикува здравствени последици по јавното здравје на луѓето, ниту пак со конзумирање на производите од живина заболена од овој сој на вирус може да има проблем по здравјето на луѓето, но сепак она што е специфично е тоа брзото ширење и нели економските последици кај живината. Затоа ние презедовме максимални мерки и активности за сузбивање на болеста спрема оние препораки, спрема целокупните процедури кои ги пропишува и Светската организација за здравствена заштита на животните ОИЕ, но и спрема европските регулативи кои се преточени во нашето законодавство, а тоа е веднаш да ставиме, да направиме две зони, заштитна зона и зона под надзор, значи од 3 од 10 километри, каде што има рестрикција на целокупното движење на живината, и во тој момент ние во рок од 5 дена успеавме да направиме попис на целокупната живина во селото, кај што беше потврдено жариштето, а подосна земавме брисеви од околните жаришта, да кажам, или од околните фарми кои беа или домакинства кај што има живина, и повторно и таму ни се потврди болеста и моравме да ја уништиме целокупната живина во тоа село во бројка од околу 1950 живина. И за тие 5 дена ние максимално внимателно ја спроведувавме, ги почитувавме сите процедури во заштита пред се на луѓето, на тимовите кои работеа. Морам да кажам дека работеа многу тимови, во вкупна бројка околу 56 луѓе, кои беа составени од представници од агенцијата, инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство и од ветеринарните друштва, нивни експертски и технички лица, со цел навремено и брзо да се преземат сите мерки да може да се сузбие ова болест. Успешноста се покажа дека од моментот на преземање на сите мерки до овој момент немаме повторно појавување на болеста во тоа село, нито во околните села кои граничат, кои се во тој радиус, со што се покажа дека ние успешно ја спроведовме оваа акција и се надеваме дека нема да има други жаришта, иако мониторингот, активниот и пасивниот, уште се спроведува на цела територија на Република Македонија со цел да се утврди дали го има негде присутен вирусот, за да можеме навремено и брзо да реагираме. Реагираат ли жителите, собствениците на живината кога им ги уништувате? Реакциите се неминовни, но ние пред се настапуваме информативно и едукативно, бидејќи не е пријатно чувството кога некој собственик на животни, во конкретниот случај живина, треба да му се одземе она од кое дали го одгледува за задоволство, како што се гулабите, го одгледува за економска корист, како што се кокошки и така натаму, гуски, шатки или друга живина. Не е пријатно чувството да му се одземат, иако се обештетуваат, но сепак има некоја приврзаност, но ние излеговме како агенција со многу препораки, со многу информации да соработуваат, бидејќи сериозноста на оваа болест е таква дека мора да се постапи, сите земји во Европа и во светот постапуваат по овие процедури, бидејќи доколку вирусот и не се одземат сите животни и не се уништат, вирусот ќе биде присутен во тие животни, лесно може да се пренесе во соседните јата, во соседните села и така натаму, да се прошири на цела територија на Република Македонија, со што би било погубно за целиот живински фонд во Републикава и големи економски штети ќе се направат. Имаше изолирани случаи каде што луѓето реагира, каде што имаше убедување, каде што имаше сокривање, непријавување на живината, но сепак на крај изнајдовме заеднички јазик да им се објасни. Пред се ние како агенции, како институции имаме и законски обврски да ги казниме луѓето кај кои што мора да се одземе било кое животно кој има ваква заразна болест, и може да се поведат дури и кривични постапки, бидејќи не предавање и не соработување и сокривање на заболени животни каде се однесува на заразна болест, особено значајна заразна болест, повлекува и кривична одговорност, но сепак не сакаме ние да дојде до такви ситуации и секогаш ги убедуваме луѓето да соработуваат, да излегуваат во пресред, бидејќи се што ќе им биде одземено ќе им биде и обештетено.
Доаѓаат пролетните месеци, доаѓа приселба на птиците, ни доаѓаат од други краеви токму во Македонија. Постои ли опасност да ни дојдат птици кои што се од некои загрозени подрачја? Можноста секогаш постои, но пред се би рекол дека Македонија не е во на патна линија на овие птици преселници. До сега, еве, изминатите години, иако во секоја година има пријавување во Европската унија на жаришта на оваа болест, до сега не се случило во овој регион да има, бидејќи не сме на патот на миграција на птиците преселници, но еве исклучителен случај оваа година да се појави на целиот Балкан, да кажеме Балкански полуостров, скоро во сите зими, и не е исклучено повторно појава на птичиот грип, но би сакал тука да напоменам дека вирусот повеќе вире во периоди кога има пониски температури, отколку повисоки температури. Знаеме и грипот кај луѓето, впрочем, тој е, да кажем, многу сличен, каде што и грипот кај луѓето го има во оние месеци кога се ниски температурите, додека кога се подигнуваат веќе температурите, самиот вирус не обстанува. Се надеваме дека нема да ни се повтори, дека нема да имаме нови жаришта, и дека оваа година веќе ќе биде завршена што се однесува на болеста птичи грип. Минативе години се соочивте со уште една болест кај добитокот, овој пат кај крупниот добиток, тоа е јазлестата кожа. Како се справувате на ова поле? Имаме ли опасност повторно да ни се појават ваквите болести кај крупниот добиток? Јас би сакал само едно нешто да напоменам, а тоа е дека во последниве 3 години овој регион, Балканскиот регион, се соочува со 3 многу опасни болести, дури во една иста година се појават 2 до 3 исти болести во една држава, што е многу специфично и да кажам, и загрижувачки до некаде, бидејќи бара многу максимални ангажираност на човечки ресурси, на финансиски ресурси, и сето тоа изискува многу напор и многу дефокусирање од оние нормални активности кои ги имаме како институција, и за сите останати институции одговорни во овој домен на ветеринарството во околните држави, и сето тоа е нотирано на оние состаноци кои ги имаме со представниците и највисоките представници од Европската унија, бидејќи за овие болести се разговара со представниците од земјите членки на Европската унија, бидејќи и тие се засегнати и кај нив се шират овие болести, покрај што се присутни кај нас, ние сме оној браник кој ги држи да не се прошират во Европската унија, но веќе ете синиот јазик кој беше присутен пред 2 години кај нас, веќе е присутен во Франција, и то во високите делови на Франција и во многу други држави во Европа, што ете сите се загрижени од појавата на вакви неспецифични болести кај нас. Таква болест беше и јазлестата кожа, која се појави кај нас и која нанесе во зависност, значи, од земјите од регионот, негде поголеми, негде помали економски штети врз сточниот фонд. Кај нас голем имавме удар, бидејќи болеста влезе од Бугарија и од Грција, и ние се боревме буквално со максимални сили, бидејќи нагла експанзија доби болеста, се пренесуваше преку вектори и се уште нели се пренесува преку вектори, и моравме да реагираме веднаш, со што до сега ние, ете, и според информациите од релевантните европски институции, а и оценките што ги добиваме, се справивме на многу високо ниво. Заслугите со тоа што успеавме да сузбиеме, не да сузбиеме, него да спречиме ширењето на болеста, да не се прошири на цела територија на Република Македонија, каде знаеме најмногу беше присутна во источниот дел, но навлези во централниот и во северниот дел, па влези во Република Србија, и сепак со нашите напори успеавме многу малку да болеста се прошири во останатиот дел на Република Македонија и да не навлезе и по северно во Република Србија, каде што многу помалце жаришти има, бидејќи ние успеавме да спречиме тука. Прималку го споменавте Националниот центар за контрола на болести, формиран минатата година, колку тој е во функција на подобрување на состојбата и на времено реагирање на терен околу спречување на ваквите болести или справување со болестите? Националниот центар за контрола на болести е едно тело со кое управува Агенцијата за храна и ветеринарство, начело со директорот, и тука се носат сите одлуки во мирно време, кога нема појава на болести, но и при појава на болести.
при кога нема појава на болест се координираме во делот на она што треба да го направиме доколку сметаме дека некоја болест може да се појави во одреден период, кои какви ингеренции има, кои што може да направи да допринесе при појава на болеста, значи да сме спремни сите институции, а тука би сакал да напоменам дека се инволвирани 15 различни институции од Република Македонија, како што напоменав, тука се факултети, тука се министерства, тука се институти и сите тие го даваат својот допринос во делот или предложуваат што оние како можат во одреден сегмент да направат, како при појава на болест авијарна инфлуенца. Беа дадени разни задачи, бевме многу добро координирани, локалната самоуправа тука пред се голема улога има во нештетно отстранување и уништување на животните, во конкретниот случај за живината кога се работи, МВР, Министерството за внатрешни работи во делот на движење на животните со цел да се оневозможи изнесување на живина, нели ширење на болеста понатаму, Центарот за управување со кризи и така натаму, значи се напомена само мал дел од институциите, ако тука има Министерството за здравство, Министерство за финансии, Министерство за земјоделие, сите оние министерства кои институции, ветеринарен факултет, ветеринарната комора, сите кои можат во одреден сегмент да допринесат за да полесно да иде работата, да се надминат оние исто така административни процедури, да не се чека долго време, него веднаш да можеме да по наше барање или наш налог да изреагираат соодветните институции и сето тоа се потврди при птичиот грип дека многу добро функционира, дека бевме многу добро организирани, многу добро координирани за да извршиме таа активност навремено и ќе кажам и повторно дека и покрај доколку нема болест, во одредени сегменти ние можеме да го повикаме, да се координираме за различни други работи и во мирно време за да можеме да бидеме спремни, да се надградуваме, да се координираме и да бидеме што поспремни при појава на некоја друга болест или на иста болест која би можела повторно да се појави кај нас. Се соочувате ли со проблем собствениците на живината или на добитокот пред да го откриете вие случајот да знаат дека им е добитокот или живината заразени, па да ги заколат и потоа да ги продаваат или да го консумираат самите тоа месо. Има ли тука опасност голема за човекот? При прва појава на одредена болест не може да знаат дали е болеста присутна кај нив, но веќе ако има експанзија, одредена експанзија и кога ќе се постапува, може да дојде до такви ситуации што во зависност од болеста, ако се работи, ќе повторам, на некоја болест која не е зооноза, значи не представува ризик по здравјето на луѓето, тогаш не е препорачлив воопшто, тоест е забрането да ги колат и да ги конзумираат самите, ниту пак било што да манипулираат со тие животни, но не е исклучена можноста и тоа да се случува, бидејќи ние не можеме во секој момент на секој човек да 24 часа да го контролираме. Значи се остава на свесноста на собственикот. Се остава на свесноста, но ние знаеме која бројчана ситуација има секој одгледувач на дали се работи за говеда, за живини и така натаму, затоа и го имаме и ветеринарен информативен систем каде што се заведуваат животните, затоа се прави и попис на животните при појава на болест, да знаеме кој колку животни има, а понатаму при самото одзимање ќе видиме колку животни не остасуваат. Може да се случи животните да бидат сокриени, може да се случи да бидат убиени и да бидат изедени од самите собственици, може да избегаат, значи сето, но сето тоа сепак е до свесноста на самите оние собственици на животни, бидејќи треба тие да соработуваат, да не дозволат ниту пак животните да ги оттуѓат, ниту пак да ги убијат и да ги конзумираат, ниту пак да ги скријат, бидејќи не е во нивна корист, на крај ќе им бидат повторно одземени, ќе им бидат повторно ќе им бидат обештетени, но можат на крај и да бидат казнети, бидејќи не соработуваат и попречуваат, тоест овозможуваат ширење
на заразна болест. На почетокот споменавте дека комуницирате и со земјите од светот, главно со Европската Унија, каде што имаме и поголема размена или движење на самите луѓе на добиток или живина. Европската Унија вас препознава една современа институција со која што може да комуницира. Како оди таа комуникација и главно во делот на времено откривање, но и на превентивно делување со вакцини и слично за добитокот? Соработката со европските институции, особено во делот и на ветеринарството и на делот на неживотинскиот дел, е на многу високо ниво. Со сите релевантни институции соработката е навистина на едно многу високо ниво и сето тоа ја покажуваме и ја докажуваме со нашето работење, а пред се би сакал да кажам и дека со болеста јазлеста кожа, справувањето со истата беше оценета на високо ниво и можам да кажам тука дека и одредени мерки кои ние ги преземавме беа вградени во новите регулативи за сузбивање на болеста јазлеста кожа, а пред се би сакал да напоменам тука и како награда на еден начин за успешното справување со болеста беше и рефундирањето на средствата за вакцината кои ние ги искористивме за вакцинација на јазлеста кожа од околу 430.000 евра кои Европската Унија ни изврши рефундација, значи поврат на искористените средства. Во делот на соработката ние имаме редовни состаноци, редовно ги информираме, бидејќи ние сме задолжени како земја која е кандидат за членство во Европската Унија да ги известуваме за секое жариште на одредени специфични болести, да ги информираме и постои еден систем АДНС кој е софтверско решение каде што се внесуваат сите жаришта на болести, се внесуваат за која болест се работи, информации во делот каде е болеста детектирана, што е преземено, за да има една следливост и сите земји членки и сите земји аспиранти за Европската Унија го користат тој систем и ние на дневна основа имаме информација кои болести каде се присутни и ние редовно го ажурираме тој систем за сите болести од големо значење, но и редовно го вахи системот кој е пак сличен систем на Европската Унија, а се однесува на светско ниво, бидејќи нели има во рамките на светот сите земји треба да ги пријаваат специфични заразни болести, исто и во него ги внесуваме и ги добиваме информациите за заразните болести. Повторно ќе кажам дека имаме состаноци на технички нивоа во делот на се она што е во делокругот на работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство, но и на највисоки нивоа, и дури на министерски нивоа и на највисоки челни функции во делот на ветеринарството, во делот на здравствената заштита со Европската комисија, каде што ги разменуваме сите информации за сите болести, за сите стратегии како да се справиме со болеста, за сите постапки кои сме ги преземале, за се што она треба да го преземеме и од таму ги делиме информациите, добиваме и повратни информации што и како можеме да направиме, бидејќи сепак справувањето со одредени болести се однесува не само за нашата држава, него и на регионално ниво. Знаеме, болестите не познаваат граници, одредени болести и мораме сите информации да ги споделиме, како и сите со нас и ние со другите, за да можеме да бидеме и координирани. И не само болестите, кај добитокот или живината, ја контролирате и онаа храна која што доаѓа од увоз. Изминативе месеци слушнавме за некое месо, не знам колку време старо, кое што стигна некаде на црногорските пристаништа. Имаше за неквалитетна детска храна, за кондиторски производи. Колку брзо вие реагирате како агенција за да се повлечат од кај нас тие производи кои што во некои земји од Европската Унија или од светот се декларирани како неисправни за користење? Информации има различни, некои се основани, некои се неосновани.
По информацијата која се слушна најпрво дека во пристаништето на Баре пристигната пратка од 82 мислам година замрзнато месо, се потврди дека воопшто не е точна. Ние како агенција соработуваме со сите регионални и сите служби, бидејќи ние сме веќе во контакт во таа мрежа на европско ниво, но и на светско ниво, и можеме да ги сконтактираме и веднаш да добиеме информација за што се работи. Има информации кои се потврдени, има информации кои официјално се внесуваат во нотификацијниот систем на Европската унија, РАСАВ системот, каде што ние веднаш преземаме мерки, а тоа значи првин да се детектира за која храна, за кој лот станува збор и дали од тоја храна, тој лот и тој производител има влезено во Република Македонија. Доколку се утврди дека има, ние веднаш преземаме мерки за повлекување, доколку има од таа храна, за повлекување на истата со цел нормално што да се намалат последиците од конзумирање или од дистрибуирање на таа храна. Исто така, сите оние информации кои ги добиваме и неофицијални, мораме ние да ги потврдиме и да се увериме дали се основани или не се основани, и да можеме да реагираме навремено, но сепак РАСАВ системот на Европската унија е еден систем кој ни овозможува голема сигурност во она делување, каде што ги добиваме сите релевантни информации, но и ние мораме да дадеме и повратна информација што сме преземале, како сме преземале, дали тој соодветен производ бил присутен кај нас или не бил присутен кај нас. Во делот на нови информации секогаш има неосновани и непотврдени од различни причини, социоекономски причини, конкурентски причини, но ние сме тука за да потврдиме и да потврдиме сигурноста на сите луѓе дали јадат, тоест дека јадат здрава и безбедна храна. Господин Поповски, деновиве почнавте со реализација и на активностите од втората фаза од кампањата Одговорно сопствеништво. Што значи тоа? Ние како агенција сме носители на кампањата Одговорно сопствеништво, се однесува на домашните миленици. Започна минатата година во мај месец и за регионот, ние сме за овој регион, Балканскиот полуостров, ние сме како агенција носители, бидејќи се изборивме да дојде овој проект тука, кој е поддржан од ОИЕ, Светската здравствена организација за заштита на животните, за здравствена заштита на животните. Се однесува на одговорно сопствеништво во делот на чување, овозможување услови на домашните миленици за нивно или за вдомување нивно, се однесува на ненапуштање на истите домашни миленици, бидејќи знаеме колкава е популацијата на оние кучиња кои не се вдомени или се напуштени, и со тоа се зголемува истата популација на кучиња скитници, бидејќи најчесто може да дојде одредени собственици од различни причини да ги напуштат своите домашни миленици, да ги остават на улица, што стварно е жалосно, и целта е да се зголеми свеста кај сите оние граѓани кои сакаат или размислуваат да имаат домашно милениче, кои работи треба се да ги имаат во предвид пред да имаат домашно милениче, со цел да не дојде во случај утре да не можат да го одгледуваат, да го напуштат. И навистина е жално, ние веќе оваа година активно спроведуваме, започнуваме со активно спроведување на таа кампања во основните училишта, кај оние млади категории на дечиња, кои што најмногу и ги сакаат домашните миленичиња да бидат запознаени што представува тоа одговорно сопствеништво, во кои случаи како може да ги одгледуваат, што треба, колкав е нивниот ангажман, како треба да ги одгледуваат, за да можат да сватат дали навистина, бидејќи дечињата некогаш имаат преголема желба да имаат домашно милениче, но навистина не секој може да има и да чува домашно милениче. И веќе имаме и куче дресирано, кое покажува како треба, и дресер професионален кој покажува како треба да се постапува со едно домашно милениче, и сето тоа е една многу едукативна кампања за најмалите категории, нели оние најголеми љубители на домашните миленичиња, за да може да доколку сакаат и да вдомат некои од другите домашни милениче кои се напуштени. Редовното вакцинирање, прочистување, тоа е основната обврска на почетокот за секој собственик на домашно милениче, но натамо секој треба на свој начин да го гледа и да го чува
велат домашното миленице како дете. Точно така. Ние да продолжиме околу она што значи каква храна јадеме и колку е храната во Република Македонија безбедна за граѓаните. Храната која ја конзумираме, кој сите граѓани на Република Македонија конзумираат е на високо безбедносно ниво. Нормално има многу мали поединечни инциденти, но тие се сведени на минимум, ете контролите го покажуваат тоа и извештаите дека бројот на луѓе кои се затруени од храна е се помал. Во светот сегде се случуваат инциденти со храна, бидејќи секој човек јаде неколку пати дневно храна и може причините да бидат различни, не само од самата храна, него од самиот третман и чување во домашни услови. Јас секогаш сакам да кажам дека секој потрошувач, секој конзумент треба да биде сам свој инспектор, бидејќи покрај тоа што ќе ја купи храната, прехранбениот производ може да биде максимално безбеден од самиот производител и од дистрибутивниот ланец, но доколку не ги спроведува и не ги почитува оние услови на чување на соодветен прехранбен производ, особено од животинско потекло, тогаш може во домашни услови со лоша хигиена, лошо манипулирање и лошо чување, складирање да си направи здравствени проблеми од истата храна, иако таа била потполно безбедна. Но што се однесува до системите за контрола на храната во Република Македонија, ние како агенција сме усогласени со функционирањето на системите во Европската Унија во секој сегмент, дали се работи за производство од домашни производители или контрола на храна која доаѓа од увоз. Пред се храната контролите на храната се однесуваат на онаа храна која од животинско потекло и на храна која од неживотинско потекло како помалку ризична храна, и секогаш сегментот на храната од животинско потекло е повеќе акцентиран, бидејќи ризикот од истата представува поголем доколку настанат некои инциденции со труење на храната. Во домашните услови нормално се прават сите оние редовни контроли по план и годишни планови програми на кои ги спроведуваат инспекторите кај сите оператори со храна, за да се установи дали ги исполнуваат оние пропишани норми и услови за контрола и процедури за производство на храната. Морам да напоменам дека ХАСАП системот е веќе одамна законска обврска на сите оператори од храна уште од 2008 година, а со самото тоа тие треба да си ги надградуваат процесите и процедурите, бидејќи конкурентноста веќе станува многу голема и ќе треба самите да си конкурираат меѓусебно во делот и на безбедноста, но и на квалитетот на храната. Исто така тука би ги напоменал и сите оние контроли кои ги извршуваме на граничните премини, тоа е дека дека се прават контроли и по мониторинг планови, контроли по сомнеж и контроли по редовни одлуки и решенија на Агенцијата за храна и ветеринарство на одредени типови на храна по одредени микробиолошки карактеристики, физичко-хемиски карактеристики и контаминенти во храната, така да редовно се контролира на граничните премини. Имаме и мониторинг програми кои ги спроведуваме и во внатрешноста, но и на храната која доаѓа од увоз. Вкупно годишно се прават околу 80-85 илјади контроли на храна од производство од домашни производители и од увозни пратки, и до сега контролите даваат резултат, бидејќи минимално до бројот на некои инциденции со труење со храна нормално има појава и при контролите каде што се преземаат соодветни мерки, каде што се уништува соодветна храна. Тука би сакал да кажам дека минатата година уништена храна околу 240 тони на храна од увоз и од домашно производство. Околу 26 пратки на храна од увоз се вратени назад. Редовно се врши испитување на производите од растително потекло на гранични премини во делот на пестицидите, каде што на одредени моменти се детектира дека има надминување на тие граници и веднаш се дава
решение за уништување или за поврат на таа роба од земјата на потекло, така да многу мали се веројатноста да се појават некои поголеми инциденции со храна, но никогаш, бидејќи се работи за храна, и би сакал да кажам дека е одговорност на самите оператори со храна, ние како контрола ги контролираме и вршиме контрола и го потврдуваме нивното работење или го санкционираме, но сепак одговорноста е нивна и не можеме да знаеме дали во некој момент може негде да се појави, бидејќи сепак ја кажам, одговорноста е на самите оператори со храна, на производителите, а понатаму ние треба да го верификуваме тоа, затоа ги имаме и оние едукации кои на самите оператори им кажуваме да отклонат некои недостатоци, имаме и постапки каде што за глоба, значи им наплатуваме, тоест ги санкционираме, и сето тоа функционира во системот и до сега можам да кажам дека сето она што се спроведува на терен дава една убава, добра, голема слика за храната дека е безбедна во Република Македонија. На што најчесто се однесуваат оние забелешки и причини за уништување на храната? Поминат рок, несоодветна декларација, едно декларирано, друго се наоѓа внатре. Што е тоа што најчесто се појавува пред вас како предизвик? Ние како агенција постапуваме пред се, уште ова да го објаснам, по оние контроли кои ни се во плановите, но имаме и вонредни контроли кои ги правиме и нели контроли по сомнеш, доколку се сомневаме за некој производ или производител дека не работи соодветно. Во делот на она која храна и по преставките кои ги добиваме, бидејќи ние добиваме редовно и преставки од граѓани кои ги добиваме, ние вршиме анализа и на крај даваме заклучок дали таа е основана или не основана, но сепак мора да постапиме. Увидуваме дека најмногу граѓаните се жалат на неколку аспекти, како што и веќе вие напоменавте. Едната е рокот на траење на самите производи, другата е промена на органолептичките карактеристики, значи боја, вкус и мирис, присуство на контаминенти во храната, значи може да има страни физички тела, може некој да се жали од процесите, значи производните процеси да има некои физички страни тела и така натаму. Тие се сепак оние аспекти на кои најмногу имаме реакција и ние веднаш постапуваме. До сега се потврдило дека од сите овие преставки кои ги добиваме и од сите контроли кои ги имаме направено, дека поголемиот дел се неосновани, но да кажам 45% се основани и ние веднаш постапуваме и во делот на големината на она што ќе биде констатирано даваме или едукации да се отклонат тие недостатоци или пак можеме да идеме и со глоба кон самите оператори. Доставувањето на приставки од страна на граѓаните значи ли дека се подигнува свеста кај македонците за сопственото здравје и грижа за безбедноста на храната која што ја користат? Ние како агенција ги охрабруваме потрошувачите, граѓаните, доколку имаат сомнеш било каков, да се обратат до агенцијата со преставки, значи може да биде преставката поднесена по пошта, може да биде на бесплатниот телефонски број 0800 322 22 или пак на имейл адресата info@fva.gov.mk, каде што ќе наведат за што се работи. Ние веднаш мораме да постапиме, но сепак да бидат издржани преставките со цел нели да можеме да реагираме соодветно и да преземеме соодветни мерки. Граѓаните се повеќе поднесуваат преставки, свеста за храната се повеќе расте, но ете оној сооднос на основани и неосновани преставки можда треба да се промени во идниот период, затоа и го упатив овој апел, но сепак граѓаните така и учат и да ги зголемат своите информации за храната, за она што го сакаат во делот на квалитетот, во делот на безбедноста, бидејќи доколку се сомневаат во нешто, треба да поднесат нормално преставка, доколку се сомневаат во квалитетот дека не е соодветен, доколку се сомневаат во безбедноста дека не е соодветна, но сепак имаме и многу медиуми, пишани, електронски медиуми, каде што се шират различни информации или дезинформации, каде што луѓето ги земаат без да ги
проверат и врз нив и реагираат и коментираат, што во најголемиот случај се потврдиле како неосновани. Дури јас самиот лично на социјалните мрежи можам да најдам многу коментари, забелешки во одреден дел за одредени прехранбени производи или за одредени оператори со храна, каде што се коментира за одреден дел кој подоцна ние го проверуваме во агенцијата и констатираме дека не е основано и не е поддржано. Има тука може да се случат и многу намерни и ненамерни грешки во тој дел, но сепак би сакале граѓаните да подигнат свеста, да се информираат пред се за нивното добро, бидејќи тие ги конзумираат производите, но и за она доколку сметаат дека нешто не е во ред, пред се да се потврдат дали тоа навистина не е во ред или само е нешто наметнато во општеството и ние, но сепак ние имаме одговорност да постапиме по секоја представка. И повторно една негативна кампања која што може да се прави, може би и од она конкурентни цели. Тоа сигурно може да се случува, не е исклучено, но сепак тоа треба и самите граѓани да си оценат, но доколку ние добиеме информација или представка за некој одреден производ, ние сме најрелевантната институција која може да потврди дали тоа е така како што некој го кажува или е спротивно. Дали домашните производители ги почитуваат стандардите за безбедност на храна? Основен стандард за безбедност на храната во зависност од кој сегмент се работи се добрите хигиенски производни пракси и секако HACCP системот каде што онде има услови да тој да биде имплементиран и да функционира. Нели што се однесува до угостителски објекти, пред се добрите хигиенски, добрите производни пракси, а веќе и во каде што се појави некој напреден процес на производство мора да биде имплементиран и HACCP системот. Нашите да кажам оператори со храна мора да ги почитуваат сите овие напоменати како основи во делот на своето работење, а понатаму треба да ги преминуваат и други системи кои им овозможуваат подобро и поквалитетно работење, бидејќи сепак не е само безбедноста на производот во прашање. Треба нашите производители, нашите оператори со храна да идат и во онаа насока на стварање на брендови, стварање на добар, квалитетен, препознатлив производ, кој ќе биде поконкурентен од некој друг, за да може нормално да се истакне и да се продава не само кај нас, него и надвор од рамките на Република Македонија. Затоа треба секој да размислува на сите оние системи кои ќе му донесат подобро, поефикасно, поквалитетно работење и нормално пред се и поголеми економска добит и вработување нормално на повеќе луѓе. Основата е задолжителна и согласно законот мора да имаат HACCP системите добрите хигиенски, добри производни пракси кои ние ги контролираме, но мора да се надградуваат и да се надпреваруваат за да можат да успеат, бидејќи технологијата брзо оди, конкуренцијата е неминовна сурова. И сурова и мора самите себе да се надградуваат и да се надпреваруваат за да добијат што подобар и поквалитетен производ. Господин Поповски, во насока на она квалитетно домашно производство, дали тоа значи и можност и преку агенцијата поддршка околу извозот на домашното производство на странските пазари? Се споменува рускиот пазар, се споменуваат пазарите во регионот. Како котираме тука? Ние како агенција едно од основните цели е да овозможиме на сите оператори со храна да можат на што повеќе пазари да ги пласираат своите производи. Затоа и го напоменувам претходно да имаат што подобар конкурентен производ, тие да го сработат своето, а ние да си го сработиме своето во отварање на нови пазари каде што ќе можат истите да ги пласираат. А ние сме мала држава со голем потенцијал, но не е искористен се уште потенцијал во делот на прехранбените производи и имаме голема можност да извезуваме во и регионот, но и во светски рамки. Ете, како што напоменавте, ние работиме на повеќе пазари, повеќе големи стратешки пазари во светот. Еве го напоменавте и го спомнавте пазарот на Евроазиската унија, значи не е само Руската федерација, него тука се и повеќе земји, еден огромен пазар каде што можат нашите одредени компании кои добијат дозвола, но не се исклучени други кои ќе ги исполнат условите во местната и млечната индустрија,
да ги пласираат своите производи на овој огромен пазар. Веќе знаеме дека на рускиот пазар се извезуваат примарни земјоделски производи, овош и зеленчук, но сега ето возможивме да се извезува и млечни и месни производи. Пазарот во Народна република Кина знаеме дека е огромен. Тука веќе може да се извезува замрзнато јагнешко месо, веќе одиме во насока на возможување на сите млечни и месни производи. Да не ја заборавиме Европската унија како наш главен и стратешки пазар. Ние редовно работиме во отварање на одредени сегменти на наши прехранбени производи. Минатата година добивме можност да извезуваме конзумни јајца во Европската унија, не само да извезуваме, него и да транзитираат преку Европска унија во трети земји, што е многу голема придобивка. Исто така, веќе оваа година, во јануари месец, добивме можност, дозвола да извезуваме и живинско месо во Европската унија. Очекуваме во најбрзо време да добиеме и можност да извезуваме и производи од риба во Европската унија. Ете веќе сме во напредна фаза на исклучување на политиката на вакцинација на свинска чума во Република Македонија, со тоа и можност за извезување на свинско месо во Европската унија. И исто така би го напоменал и огромен еден стратешки пазар и партнер, значи Соединетите Американски држави, каде што веќе ние извезуваме млечни производи, но исто така сме во фаза на отварање на истиот пазар за месни производи. Сите овие како агенција ние во врвните приоритети што побрзо да ги отвориме за повеќе полиња, да можат нашите прехранбени производи, нашите брендови, нашите компании да ги извезуваат согласно нивните интереси, нивните партнери и да можеме да настапиме со нашите квалитетни и безбедни производи да бидат препознатливи во целиот свет. Се наближуваат великденските празнувања во христијанскиот свет. Италија, Хрватска и Грција не остануваат и натаму најголемите увозници на домашното јагне. Да, тие ни се стратешки партнери во извозот на домашното јагне, се надеваме дека и понатаму ќе останат, но еве ние наоѓаме секогаш и нови пазари во делот на јагнето, во делот на извозот на јагнешкото месо. Ова секоја година бројките покажуваат дека пазарите ни се стабилни во овој сегмент и очекуваме и оваа година да ни бидат истите, но сепак ќе видиме што ќе покаже оваа година, да се надеваме дека и бројките ќе бидат изголемени. Продолжувате ли со кампањите за едукација на граѓаните за безбедно и квалитетна исхрана? Ние секогаш сме во функција на граѓаните и секогаш сакаме да ги информираме за сите новини во делот на прехранбените производи, во делот на квалитетот, во делот на безбедноста. Секогаш продолжуваме, имавме доста кампањи во изминатиот период, ќе имаме и во наредниот период кампања за зголемување на свеста на граѓаните во делот на квалитетот и безбедноста на храната. Секогаш соработуваме со Организација на потрошувачи на Македонија, кои ни се еден верен партнер во овој сегмент, така да и во изминатиот период кој ги дадовме и добивме резултати од овие кампањи, ние ќе продолжиме и понатаму. Имаме многу убав настан кој го обележавме како Светскиот ден на храната и денот на Агенцијата за храна и ветеринарство во октомври месец, каде што тука правиме едукација на најмалите категории на дечиња, што значи она здрава храна, правилна храна, хигиена во храната, бидејќи од мали се учат навиките и се учи што е она здраво, право, квалитетно и тука ни се најубавите и најуспешни кампањи. Влеговте во градинките. Влеговме во градинките, да, и даваат резултат и многу е убаво од темели кога нешто се работи, кога се гради, да знаат и дечињата, дури на родителите, да им кажат некој пат не треба вака, треба вака, тоа го научивме, тоа го видовме и сето тоа се пренесува и понатаму, така да секогаш сме отворени за кон граѓаните во делот на прехранбените производи во било кој сегмент да излеземе пресред. И со една едукација да го заокружиме овој разговор, дивото полење на добитокот ни се случува често и во Тетово на некои крстосници, на некои улички. Какви се вашите препораки до сите тие кои што го прават, тој и оние што купуваат? Колење надвор од кланицата.
Дивото колење е забрането колење, значи во ниту еден случај не смее да се дозволи диво колење. Пред се, ние не можеме и немаме ингеренции во делот на дивото колење кое не се однесува во одобрени објекти, бидејќи ние ги контролираме и одговараме само за оние одобрени објекти каде што треба да се колат животните, но доколку некој смета и има потреба за било која причина да изврши колење, најдобро е да се обрати до ветеринарот или до соодветна кланица, за да му се дадат насоки каде и како треба да го изврши тоа, бидејќи не станува збор само за неговото здравје, но сепак може да дојде тука и пред се за неговото здравје, но може да дојде и до ширење на евентуална болест која нормално не е пожелна да се појави, или ширење на заразна болести кај самите луѓе или оние кои ќе го конзумираат тоа, бидејќи никој не може да потврди здравствената состојба на животното, ниту пак на производот кој ќе го конзумираат, морам да напоменам тука дека доколку се случи тоа, не сме во никој случај ниту една месара, ниту еден ланец на маркети или било која продавница да го прими, ниту преработувачки објект да го прими, да го прифати, да го преработи, бидејќи ќе бидат истите санкционирани. Господин Поповски, ви благодарам што бевте дел од програмата на телевизија Ултра. Многу прашања се во ваша надлежност, но се надевам дека во следна пригода ќе можеме да продолжиме за некои други теми и кампањи кои што ги преземате како Агенција за храна и ветеринарство. Ви благодарам и на вас и со задоволство ви прифатил повторно да гостувам во вашата емисија. Ви благодарам. Почитувани, тоа беше Зоран Поповски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија. Говоревме за болестите кои што се појавуваат кај живината, кај крупниот добиток, но и за тоа колку граѓаните водат грижа за сопственото здравје преку користење на безбедна храна. Останете и натаму со програмата на телевизија Ултра. Пријатно!